Господине Касами, вие имавте средби и во Американскиот конгрес и во Стейт департментот. Можете да ни кажете дали САД ја поддржуваат предизборната коалиција СДСМ-БЕС? Каква порака добивте од раководството на САД, од конгресменот Елиот Енгел и од Филип Рикер, кој е во Стейт департментот? Каква порака добивте како лидер на БЕС од нив? Значи, за нас беше многу важно посетата во Конгресот и средбата со господинот Елиот Енгел, кој е председател на Комисијата за надворешна политика во Конгресот. Значи, највисоката функција во Конгресот за надворешна политика, имајќи предвид дека исто така дека господинот Енгел е добар познавач на приликите во Балканот, е добар пријател на Македонија, на Албанија, на сите држави таму, за да бидат развиени држави, да бидат држави полноправни членки на НАТО и на Европската Унија. Затоа за нас беше многу важно средбата со господинот Енгел во ова предизборна кампања, и за нас е порака дека и Конгресот, односно господинот Елиот Енгел како председател на таа важна комисија е во правец на поддршка на овие процеси кои се многу важни за сите граѓани во Северна Македонија. Исто така, значи, во овој правец беше и беа и средбите во Стейт департментот со директорот на директорот за Азија за Источна Европа во Стейт департментот господин Девид Косјанчич, кој исто така беше запознаен со приликите во Македонија, со предизборните коалиции и со текот на предизборната кампања. Исто така, значи, од нив беше поздравено ова како храбра одлука на лидерите во Македонија и на Социјалдемократскиот сојуз и на движењето БЕСА. Во состанокот исто, значи, беше присутен и господинот Филип Рикер, кој исто така ги поздрави овие храбри одлуки со цел да граѓаните во Северна Македонија да имат, значи, лидери кои пред нивните лични интереси ќе ги постават интересите на граѓаните, интересите на државата, интересите што побрзо Македонија да биде полноправна членка и на Европската Унија, како што се надеваме дека овие денови ќе биде членка на НАТО.